Добро вечер и добре дојдовте во уште едно магазинско издание на 360 степени во кое донесуваме. Антикорупцијска предодлука дали вонредното унапредување и поставувањето на Сашко Лавчиски за началник на Генералштабот на армијата биле законски. До сега нема документи кои имаат степен на класификација, што значи дека нема да бидеме попречени во носење на одлука и без поседување на безбедносните сертификати. Собранието разреши двајца, а владата предлага разрешување на уште двајца од 7 члена на Регулаторната комисија за енергетика. Доколку продолжи постапката за останатите 2 члена, во тој момент Регулаторната комисија за енергетика нема да биде во можност да носи било каква одлука. Истражување. Општините трошат над €1.000.000 годишно на забавни манифестации и пејачи без јасни критериуми. Една од точките од критериумите да тој уметник може да привлече маса на луѓе. Додека се чека одлуката на Уставен за законот за јазици, Агенцијата за примена на албанскиот се жали на непрецизност на една одредба. Nëse AZG-ja bën përkthimin ditor, humb vlera e këtij institucioni, do të thonë kthehet në një institucion të si zyre përkthimi. Во земјава нормализирана е праксата секоја нова власт да носи нови луѓе на чело на речиси сите државни институции. За колку толку да се спречи партизацијата да ја нагризува државата, воспоставени се минимални услови што еден кандидат треба да ги исполнува, особено за функциите од областа на безбедноста и одбраната. Сепак, дури 3 именувања за прв човек на армијата, за прв човек на Агенцијата за национална безбедност и за втор човек во Агенцијата за разузнавање го добија епитетот проблематични уште од почеток. За сите случаи постапки отвори Државната комисија за спречување на корупцијата. Некои од нив заглавија, но една е предодлука. Александар Димитриевски. Минатиот четврток во собранието се случи несекојдневен настан за домашните политички околности. Пратеник од мнозинството предложи барање за автентично толкување, кое не му помина. Прво, Матичната комисија донесе заклучок со препорака дека барањето не е оправдано. Судбината ја запечати пленумот со гласање во поддршка на комисискиот заклучок. Предложениот заклучок го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 63 пратеника, од кои 62 гласа за, 1 против и нема воздржани. Во отфрленото барање Петрушевски бараше автентично толкување на членот 9 од Законот за Агенцијата за разузнавање. Бидејќи вообичаено автентичното толкување се бара кога во праксата ќе се создаде некаков проблем, го прашавме пратеникот на ВМРО од ДПМН. Што го мотивирало да го поднесе барањето? Во праксата се појавија различни толкувања кои создаваат несигурност и можност за нееднаква примена, особено следејќи ги случувањата во јавноста поврзани со именувањето на заменик директор на Агенцијата за разузнавање. Затоа, како пратеник и член на надзорните собраниски комисии, со цел да се обезбеди унифицирано толкување кое ќе биде во согласност со духот на законот и ќе елиминира секоја дилема или контроверзност околу ова прашање, го поднесов автентичното толкување на членот 9 од Законот за Агенцијата за разузнавање. На прашањето пак, кои последици ги очекува сега откако собранието го отфрли неговото барање? Наместо одговор, тој го посочи извештајот на Законодавно-правната комисија. Но за да дојдеме до извештајот, потребен е контекст. За општата јавност, членот 9 од Законот за Агенцијата за разузнавање не значи ништо, но за дел од државниот врв и разузнавачката заедница е важен. Еве и зошто. На 28 јуни председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова ја назначи Ивана Стојановска за заменик директорка на Агенцијата за разузнавање. Според членот 9 од Законот за Агенција за разузнавање, еден од условите за избор е лицето да има најмалку 10 години работно искуство од областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика, од кои 5 години на раководно место во агенцијата. Според информации за избраната Ивана Стојановска, која не ги испрати граѓанин по електронска пошта, тогаш свежо именуваната заменик директорка имала работно искуство во агенцијата од 7 години и 8 месеци. Пред тоа, работела како асистентка по информатички науки на ФОН универзитетот и на Американ коледж во Скопје.
Според изворот на информациите, тоа значи дека таа го немала потребното 10-годишно работно искуство во областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика во моментот кога била избрана. Но од председателскиот кабинет и го бројат и асистентскиот стаж. Тврдат дека била ангажирана како асистент по наставен предмет на Факултетот за детективи и безбедност на Американскиот универзитет на Европа, ФОН, што го сметаат за искуство од областа на безбедноста. Ивана Стојановска го исполнува законски пропишаниот услов дека има најмалку 10 години работно искуство од областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика, од кои 5 години на раководно место во агенцијата, а има севкупно 18 годишно искуство од областа. Се чини дека на таа линија сега застанува и собранието, и тоа со одбивање на барањето за автентично толкување поднесено од пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО од ДПМН. Ова е дел од извештајот на Законодавно-правната комисија. Појаснувањето околу прашањето содржано во барањето за давање автентично толкување е дефинирано во член 175 став 6 од Законот за високото образование, каде што е утврдено дека асистент се избира за време од 3 години, со право на уште еден избор во истото звање на иста високообразовна установа. Доколку лицето е редовно вработено како асистент, истото ги исполнува условите за работно искуство. По таа логика, дали и асистентите по предмети како македонски јазик, англиски јазик, физичко образование на факултетите за безбедност треба да се сметаат за кадар кој што има искуство во одбраната, безбедноста и надворешната политика. Иронијата на страна, со дилемата за работното искуство на Стојановска веќе одамна се зафати антикорупцијската комисија. И не само што се нафати со случајот, туку и веќе 2 месеци е пред носење одлука, но не може да ја донесе. Дел од документите за Стојановска се класифицирани, а безбедносен сертификат имаат само дел од членовите на ДКСК. За другите, барањата се поднесени, но нема финален исход. Истите ги доставивме до дирекцијата на 18 октомври, значи речиси пред 2 месеци. Се надеваме, а и постојано контактираме, односно замолуваме истите да бидат донесени во најкус можен рок, бидејќи издавањето на сертификатите секако е надлежност на друга институција. Се надеваме дека институциите ефикасно ќе одговорат на своите надлежности. А токму додека антикорупционерите чекаат безбедносни сертификати за да одлучат за вториот човек на Агенцијата за разузнавање, се случија барањето за автентично толкување и извештајот на Законодавно-правната комисија во собранието, токму за членот 9. Тајмингот на спроведување на оваа активност, иако морам да нагласам дека барањето за толкување на член 9 од Законот за Агенција за разузнавање не е по наше барање, секако остава можност за различно толкување во јавноста. Меѓутоа, уште еднаш ќе истакнам дека комисијата транспарентно, врз основа на докази и факти, ќе ја донесе одлуката на јавна седница. Пред антикорупционерите е уште едно именување од председателката Гордана Силјановска-Давкова. На 15 август годинава, таа го потпиша указот за унапредување на Сашко Лавчиски во чин генерал-мајор. Ден подоцна и за негово поставување за началник на генералштабот на армијата. И двата указа почнуваа да важат од 18 август. Реакциите дека тој не ги исполнува условите за да добие чин генерал-мајор, а со тоа да стане и началник, стигнаа веднаш. Сашко Лавчиски станал бригаден генерал на 18 август 2022 година со указ на председателот Стево Пендаровски. Законот за служба во армијата во членот 61 став 1 предвидува дека офицер може да се унапреди во непосредно повисок чин по одреден број години служба во чинот кој го има. За унапредување во генерал-мајор, Лавчиски требало да биде 3 години бригаден генерал. Односно, тоа можело да се случи најрано на 18 август 2025 година. Но има исклучок. Може да се унапреди 1 година порано, како што и се случи со Лавчиски, ако меѓу другото е предлог на 2 кадровски совета на ниво бригада или повисоко. 360 степени побара фотокопија од записниците од заседанијата на тие кадровски совети и од Министерството за одбрана и од шефот на државата. Во процедура, според Законот за пристап до информација од јавен карактер, а поради тоа што јавно не е достапна информација, дали и кога Лавчиски бил предлог на 2 кадровски совета. Откај председателката Силјановска-Давкова првично одговорија само дека во наведениот случај е постапено согласно Законот за одбрана
и согласно законот за служба во армијата. И од Министерството за одбрана ни го уважија барањето, но и оттаму наместо документи добивме став. Во наведениот случај е постапено согласно законот за одбрана и законот за служба во армијата. Се жалевме пред Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер. По жалбата, од кабинетот на председателот се изјаснија дека не се иматели на бараната информација. А кога од агенцијата се обратиле за одговор на жалба, од Министерството за одбрана им вратиле дека составот на кадровскиот совет и записниците се од класифициран карактер. Поради повеќе причини, агенцијата заклучи дека имателот на информацијата не постапил соодветно и го врати предметот на повторно одлучување. Нов одговор никогаш не добивме. Сите документи за случајот ги собра антикорупцијска, бидејќи и тие отворија предмет. Од онаа документација во која имам увид јас, можам да констатирам дека досега нема документи кои имаат степен на класификација, што значи дека нема да бидеме попречени во носење на одлука и без поседување на безбедносните сертификати. Одлуката ќе се знае набрзо, можеби веќе утре. Но, нема надеж дека набрзо ќе се донесе одлука за законитоста на именувањето на Бојан Христовски за директор на Агенцијата за национална безбедност, скратено АНБ. Имам сертификат за еден од проблематичните елементи во неговото именување беше TOEFL сертификатот за познавање на англиски јазик од училиште со име Јулија Ко од Пловдив, Бугарија. Може ли да ве прашам за TOEFL сертификат, зошто во Пловдив сте полагале, а не во Скопје, да речем? После ова интервју, доколку сакате, сметате и имате потребата, ќе ви дадам документ кој што е издаден во 2019 година од како регулатива од претходната власт за тоа за административно тестирање на вработени во државната администрација, кој што точно покажува кој вид на тест од трите светски јазици кои што се говорат и се потребни во државава, кој вид на тест и во која држава и во кој град може да се полага. Тој тест е положен во 2022 година, а не е сега, и беше најбрз начин како да дојдам до таа диплома, бидејќи таму имаше отворен термин. Не побаравме да го видиме документот од 2019 година, но го најдовме подоцна. И во него прочитавме дека тест за TOEFL може да се полага во Пловдив, но не во училиштето Јулија Ко, кое му издало сертификат на Христовски. Отидовме во Пловдив. Јулија ли беше? Јулија медијација имаше ли нешто? Му излезе јавно да ни дека... Јулието, колечката ни веќе е во Грција. Откривме дека газди на Јулија Ко се грк и бугарка. Тропнавме на сите адреси поврзани со нивните фирми. Ниту најдовме школо, ниту ги најдовме нив. Секаде ни кажаа дека се преселиле во Грција. Изјавите се разликуваа по тоа пред колку години заминале. Откривме дека фирмата Јулија Ко нема никакви приходи и расходи уште од 2019 година. Откривме дека во земјава веќе има пресуди за лажни TOEFL сертификати од Јулија Ко. Откривме и други работи, но ниту Бојан Христовски се повлече, ниту владата го разреши. Премиерот кажа да се почека на одлука на надлежна институција, во тој момент сугерирајќи на антикорупцијската комисија. Државната комисија за спречување на корупција не е истражен орган, ниту орган на прогон. Немаме правни механизми со кои ќе утврдиме дали сертификатот е веродостојна или фалсификувана исправа. Истражен орган е јавното обвинителство, кое отвори предмет и може да бара меѓународна правна помош за да утврди дали сертификатот е валиден или не. Таа постапка е во тек и се очекуваат одговори. Но ДКСК проверува уште една диплома на Бојан Христовски, неговата трета, универзитетска. Имено Христовски е дипломиран тренер по кикбокс на Универзитетот Свети Кирил и Методи, потоа магистрирал на Факултетот за безбедност Свети Климент Охридски на тема дерадикализација на странски борци. Пријавил дека во 2023 се стекнал со уште една диплома на Економскиот факултет при приватниот Универзитет за туризам и менеджмент. Без последната диплома, Христовски не би имал соодветно образование за директор на АНБ. Како државна комисија, во постапување на овој предмет, побаравме постапување од друг надлежен орган, од инспекцијски надзор, од Државниот просветен инспекторат и секако време траењето на оваа постапка ќе зависи од времето што е потребно на овој надлежен орган да ја спроведе истата постапка. Сумирано,
Од трите предмети кои ДКСК ги отвори за именување на високи функционери во областа на безбедноста, а кој добија епитет на спорни, наскоро одлука може да се очекува само за еден. За Сашко Лавчиски. За Бојан Христовски и Ивана Стојановска, одлуката ќе зависи од постапувањето на други државни институции. Директорите на тие институции ги именува истата политичка гарнитура, чии именувања ги чешлат антикорупционерите. Продолжуваме. Во екот на други настани, под радар помина разрешувањето на 20 членови на Регулаторната комисија за енергетика пред 3 дена во собранието. Ако помина владиниот предлог за разрешување на уште 20 членови, Регулаторната комисија нема да може да носи никакви одлуки, бидејќи ќе остане со само 3 членови од вкупно 7. Дополнително во владиното образложение зошто се предлага разрешување не е наведен ниту еден од основите предвидени со законот, туку се вели дека биле незаконски избрани во 2021 и 2023. Повеќе во историјата на Галена Николовска-Ризвановиќ. Собранието веќе неколку недели намени го имаше предвременото разрешување на 4 од вкупно 7 члена на Регулаторната комисија за енергетика. Точката деновиве стигна на дневен ред и со 64 гласа за беа разрешени не сите четворица, туку само 20 членови на регулаторна. Предлогот за разрешување беше на владата, но немаше владин представник да го образложи. Остана пратениците секој од свој агол да го толкуваат потегот на владата. Пратениците на ДУИ ја бранеа тезата дека разрешувањето е прв чекор за поставување партиски послушници. Po marrë të drejtën të veçoj zonjën Merita Dema, duke e marrë si shembull të një diskriminimi të dyfisht, si etnik ashtu edhe gjinor. Zonja në fjalë ka një rezime të pasur dhe ka dëshmuar se është një inxhiniere e dalluar e energjetikës. Dhe përderisa ju flisni për qartë dhe jepni premtime se si do t'i mbani të rinjt në këtë vend, shkarkoni njerëz të kualifikuar, por edhe profesionalisht të dëshmuar. Пратениците од мнозинството, од ВМРО ДПМН и од Вреди аргументираа дека станува збор за расчистување со незаконски именувани лица во минатото. Она што е криво насадено не може право да расте и затоа дојде време кога овие грешки кои што ги правевте и тоа насилие кои што го спроведувавте во собранието и во државните институции на Република Македонија, дојде време на тоа да му се стави крај и да се работи по закон, честно, исправно, без разлика на етничката припадност. Во владиниот предлог се бара разрешување на Андреј Тасев, Мерита Дема, Лирим Сулејмани и Фатон Амбари од функцијата членови на Регулаторната комисија за енергетика. Според документот, инаку потпишан од вице-премиерот за политички систем Љупчо Димовски, предлогот за разрешување е усвоен на владина седница на 5 ноември. Во образложението владата се повикува на Законот за енергетика, кој во членот 19 став 6 предвидува разрешување на член на комисијата пред истекот на мандатот ако несовесно и нестручно ја врши функцијата, извршил повреда на обврските за непристрасност и независност, ја злоупотребил функцијата или на друг начин работел спротивно на законот. Но потоа во аргументацијата зошто се бара разрешување на четворицата членови, не се посочува конкретно ниту една од пропишаните основи во членот 19 став 6 од законот. Наместо тоа, владиниот документ констатира дека четворицата споменати членови биле незаконски именувани од собранието, односно не ги исполнувале условите да бидат членови на Регулаторната комисија за енергетика, кога биле именувани во 2021 и 2023 година. Прашавме во владата, зошто бараат разрешување на членови на регулаторна според одредба од Законот за енергетика, а во образложението практично користат аргументи кои се надвор од опсегот на законот. Од владата не упатија одговорите да ги бараме во Министерството за енергетика како надлежно за оваа тема. Потенцијалната надлежност на овој ресор се гледа и од податокот дека министерката за енергетика Сања Божиновска и нејзиниот заменик Мирослав Лабудовиќ се наведени како овластени представници на владата во собранието за ова прашање. Но ниту од енергетика не добивме одговор. Како е утврдено и според која точно одредба во Законот за енергетика се бара разрешување на четворицата членови на регулаторна? Во неформална комуникација, представници на Министерството не упатија одговорите да ги бараме во Регулаторната комисија за енергетика. Објаснувањето беше дека само регулаторна може да утврди дали нејзин член го прекршил членот 19 од Законот за енергетика.
Дури и во таков случај, регулаторната комисија праќа известување до органот кој го избрал членот, собранието, а не до владата. Независно од сето тоа, нашите прашања ги пренасочивме во регулаторната комисија за енергетика. Председателот Марко Бислимовски е дециден. Тие не доставиле предлог за разрешување членови до ниту еден орган. До сега, од кога постои регулаторната комисија за енергетика, тоа е од 2004 година, таков член никогаш не бил, таа можност никогаш не била искористена, така да ни сега постапката не е започната од страна на регулаторната комисија за енергетика. На собраниската седница беа разрешени 20 членови, но намерата на владата, а така пишува и во предлогот, е да разреши 4. Ако се случи тоа, вели Бислимовски, ќе се доведе во ризик работата на регулаторното тело, кое брои вкупно 7 члена. Во тој момент регулаторната комисија за енергетика нема да биде во можност да носи било каква одлука, бидејќи ќе бидат останати само 3 членови, а за носење на било каква одлука, како што кажав, потребни се најмалку 4 гласови за. Во текот на следната недела ќе треба да објавиме конечната цена за електрична енергија за домаќинствата и малите потручувачи, цените за дистрибуција на природен газ во Куманово, во Струмица, во скопските зони. Исто така ќе треба да вообичаено носиме многу одлуки. Издавање на одлука за издавање на лиценци и доколку 4 члена се разрешени, во тој случај регулаторната комисија за енергетика нема да може да носи никаква одлука поради тоа што ќе нема мнозинство од 4 гласови за. Дали и кога би продолжила постапката за разрешување на останатите членови зависи од тоа кога ќе продолжи 22-та седница на собранието. За избор на нови членови пак, прво треба да има оглас од владата, па комисија која ќе ги разгледа пријавите, па предлог од владата до собранието и дури потоа избор. Но целата процедура за разрешувањето го остава актуелно прашањето кое беше отворено на самата собраниска седница. Дали нешто што е криво посадено ќе може право да расте. Следна тема. Настапите на пеачите по општинските плоштади се плаќаат со јавни пари, а не со донации од приватни фирми, како што можеби сте мислеле. Уште поинтригантно сознание од истражувањето на невладиниот центар за граѓански комуникации е дека тоа се прави без јасна постапка и критериуми. Градоначалникот на Кавадарци, кој годинава потрошил 200.000 евра, а лани 160.000 евра за ангажман на пеачи, во своја одбрана вели што би напишале во евентуален тендер. Михаил Милошевски подетално. Крива панка полуди! Да си ту! Да си! Повеќе од 1 милион евра годишно трошат општините на забавни манифестации и изведувачи. Најголем дел од парите одат кај изведувачи како Северина, Јелена Розга, Саша Ковачевиќ. Може би досега некаков мит постоеше дека станува збор за некакви донации, дека плаќаат некои фирми, а овие се 1 милион евра пари од буџетите на општините, значи од граѓаните. Но истражувањето на Центарот за граѓански комуникации покажува дека овие постапки не се транспарентни и дека вообичаено нема јавни огласи. Како би пуштили нешто на тендер и на аукција кога станува збор за уметност и кога станува збор за изведувач? Има ли начин, ако не се троши помалку, тогаш барем да се троши потранспарентно на музичари и манифестации? Центарот за граѓански комуникации е невладина организација која речиси 2 децении ги следи јавните набавки во земјава. Последнава година и половина работеа и на анализа за парите кои ги трошат општините на изведувачи, најмени за различни пригоди, од прослави до културни манифестации. За последната календарска година, 2023, во категоријата Топ 5 потрошувачи се Струмица со исплати од 190.000 евра, Кавадарци со 156.000, Град Скопје 110.000, Штип со 86 и Велес со 48.000 евра. Токму поради тоа што не станува збор за мали пари, загрижува ниската транспарентност при овие постапки, велат од Центарот за граѓански комуникации.
речиси сите некако го имаат избегнато спроведувањето на Законот за јавни набавки, односно сите имаат избегнато некаква конкурентна постапка. А законот дозволува за вакви манифестации да се до 10.000 евра да се спроведе така наречена постапка со посебни услуги, односно да не се спроведе тендер. А понатаму, ако е над 10.000 евра, може да се спроведе еден вид на да се објави оглас или да се спроведе постапка со преговарање или претходно известување, така што се тоа некакви минимални, да кажам, минимални процедури. Тоа што општините не се обидуваат во конкурентна постапка да се изборат за пониски цени, не е единствениот фактор што битно влијае на висината на трошоците. Од базата на податоци, јасно е дека далеку повеќе пари чинат настапите на странските, отколку на домашните изведувачи. За илустрација, најскапо платениот изведувач е Северина, која добила хонорар од 25.000 евра за настап во Крива Паланка. Следува Јелена Розга, која инкасирала нешто повеќе од 22.000 евра за настап на етноплоштад фестивал во Берово, а Харимата Хари наплатил 19.500 евра за настап на Неготинска вечер во Неготино. Нема правила општините како ќе ги изберат и кој пејач ќе пее. Предпоставувам пак е некакво прашање на некоја лична преференција или може би се следи трендот кој е популарен, не знам, имајќи предвид дека во 23 и 24 годините што ги анализиравме, некако слични пејачи се вртеа во информациите од општините. Некои и лани и годинава биле ангажирани, така што предпоставувам дека е некаков тренд. Кавадарци е општина која се наоѓа на самиот врв на листата потрошувачи за оваа намена. Низ текот на годините, на градскиот плоштад настапија бројни звучни имиња, пред се од поранешните југословенски простори. Многу е тешко тоа да се одговоре. Мене ако ме прашате, јас и сега вака народно би кажувал, и кога правя свадба не ми значеше музиките која ќе биде и кој ќе свири, и не виконав не знам, некое звучно име или било како, него сакав да биде традиционална музика, да се направи свадба со моите родители, со најблиските, да се помине тоа како што треба. Малата не ово го рачунам како еден вид свадба на градот и во тој дел, која музика ќе настапи, кој уметник ќе настапи, една од точките и од критериумите да тој уметник може да привлече маса на луѓе. Во оваа општина, наместо директна исплата на финансиски средства на артистите, секоја година се најмува маркетинг агенција која ги организира манифестациите. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, тоа отвора можност за зголемување на трошоците, но е пречка и да се открие кој изведувач колку пари добил за настапот. Градоначалникот Јанчев вели нема друг начин. Тој лично не може да дојде до звездите, а камоли да преговара. Ние како општина, ниту јас како Митко Јанчев, а верувам дека и вие лично, не може да се обратите до ниту еден уметник или изведувач од тоа ниво. Сите си имаат своји менаџери, си имаат подменаџери, си имаат подпишани договори за во која земја со кој разговараш. И никогаш до сега ние директно не сме разговарали ниту со еден изведувач. Макар и македонските изведувачи од малку повисок ранг не разговараат директно со преговарачот, него си имаат своји менаџери. Покрај Кавадарци свое место кај поголемите трошаџи зазема и општината Штип. Па до градоначалникот Иван Јорданов ги упативме истите прашања како до неговиот колега од Кавадарци. Како општините одлучуваат кој музичар ќе биде ангажиран за одреден настан и дали недоволната транспарентност остава простор за сомнеж дека народните пари се трошат нерационално. Секогаш до нас како локална самоуправа стигнуваат одредени понуди од страна на музички имиња кои што сакаат да учествуваат на овие манифестации кои што ги организираме како општина. Истите овие понуди се презентираат пред советот, пред советниците, се усвојуваат со одлука на совет и подосна нивното ангажирање нормално се исплаќа.
Градоначалникот на Штип е свесен дека законот им нуди можност да ги протнат набавките на ваквите услуги, речиси без никаква транспарентност, особено ако се во вредност до 10.000 евра, но препознава дека тоа треба да се смени. По однос на изборот, начинот, информацијата која што се пласира во јавноста, е секако потребно да се движиме во овој правец, да се направи одреден исчекор во подобрување на транспарентноста при изборот и нормално информирање на јавноста по однос на висината на средствата со кои што се ангажираат сите изведувачи. Кога се во прашање домашните изведувачи, истражувањето покажува дека општините потешко го одврзуваат кесето. Годинава во 10 најплатени изведувачи имаше место само за 2 лица од Македонија. Бојана Скендеровски, која наплатила 13.000 евра за настап во Неготино, и Каролина Гочева, чиј настап во Крива Паланка ја чинела општината нешто повеќе од 11.000 евра. Само уште еден македонски артист годинава добил повеќе од 10.000 евра за настап, Кирил Џајковски за ревијалната вечер на фолкфестот во Валандово. Но други релативно познати имиња од домашната сцена настапувале и за многу пониски хонорари. Например, Ламбе Алабаковски пеел и за 542 евра на манифестацијата Илинден 2023 во Битола. ДНК добиле 3000 евра од општина Велес за настап на фестивал на пита и вино. Наум Петревски настапувал за 680 евра на фолклоријадата во Градско. Андријана Јаневска пеела за дочек на Нова година во Кочани за 813 евра. Групата Љубојна настапувала за 2138 евра на Пастрмајлијада во Штип. На што се должат овие разлики во сумите кај домашните и странските изведувачи? Јас сум длабоко убеден дека тие се некакви естрадни мафии од така си ги нарекувам јас и кланови кои што доаѓаат од соседството и кои што се врзани со дел од тие луѓе. Мислам дека постои бизнис, прекитен бизнис за сето тоа ангажирање, бидејќи навистина сумите кои што им се исплаќаат нови артисти најчесто под изговор дека народот тоа го бара, а народот го бара она што ќе му го сервираш или она што ќе го научиш да го бара. И таа публика се исто тоа на што го зборам со години, дека таа публика се обликува и се гради, и вкусовите се градат, едноставно ето тие се едните исти лица кои што се вртат од соседството. Младеновски вели дека земјава има што да понуди на музички план. Па според него, несфатливо е кога веќе се одвојуваат средства од парите на граѓаните, да не се користат за промоција и развој на македонската музика и песна. Имаме поп сцена, имаме рок сцена, имаме млада сцена која што работи сега во моментов, меѓутоа промоција, менеджмент, нивно ангажирање стично не се случува. Тоа го знаат веројатно луѓето од општините и оние кои што ги креираат тие политики. Најчесто тоа е изговор дека нели публиката тоа го бара, а по моје лично убедување тоа не е така, туку најчесто во тие кабинети, во тие простори на општините седат луѓе кои што си имаат свој некаков личен вкус или своји желби за ангажирање на одредени артисти. Па има ли решенија? На декларативно ниво градоначалниците се согласни дека треба да се направат чекори, изборот на изведувачи да биде по јасни правила и да се знае кој колку е платен. Но како да се воспостават процедури? Првиот човек на Кавадарци има оригинален предлог да се формира државно тело кое би било лиценцирано да преговара во име на која било од општините. Како би пуштили нешто на тендер и на аукција кога станува збор за уметност и кога станува збор за изведувач? Значи, буквално, ако сакаме да купиме автомобил, можеме да кажеме 2000 кубика да биде, класа 3, да е до 150 којски сили, потрошувачка таква и ред други работи. Што би ставиле во тој тендер? Значи, буквално не знам, да знае да пее српски, да го расположи народот, да биде симпатичен на бината. Буквално не гледам тука начин како ние тоа би го направили. И понатаму сте со 360 степени. Додека се водеше битка со зборови за законот за употреба на јазиците, се обидовме да погледнеме на темата од поинаков агол. Не дали и што би интервенирал Уставниот суд во законот, туку како на терен се спроведуваат одредбите што никој не ги спори. Заклучок. Состојбата не е добра. Еве и зошто. Од Хекуре на Кифи.
Тензиите се уште не се спаснати поминато неделните настани во и околу Уставниот суд. Këta njerëz që etnikisht janë aty, mos marrin vendimin më të gabueshëm e më të keq. Se nuk i bën mirë shëndetit, as të demokracisë, as të bashkëtesës, as nuk mund ndihmon në marrëdhënie të qëndrueshme dhe regni. Коалицијата опозицијски партии Европски фронт начело со ДУИ стражареше за албанскиот јазик затоа што Уставен суд на дневен ред имаше реферат за сите иницијативи во врска со законот за употреба на јазиците кој стапи на сила во 2019 година. Како што објави 360 степени, председницата, рефератот не предлагаше укинување, поништување или привремено запирање на спроведување на законот. Се предлагаше оценка на уставноста на одредби за кои забелешки имаше и Венецијанската комисија, а кои и досега не се применуваа во пракса. На крај, одлуката се одложи. Подготвителната седница ќе се одржи во онај момент кога, како што слушнавте, судијат известител има побарано амикус курие, тоа е пријателски совет и тоа нема никаква врска со мислењето што Венецијанската комисија го дала за законот. Тоа значи дека за каква било одлука во врска со законот за јазиците, ќе се почека барам 4-5 месеци. Ние пак решивме што побрзо да направиме друг вид проверка. Колку во пракса функционираат институциите кои се основани за да се грижат за примена на јазикот. Почитувањето на одредбите од законот за употреба на јазиците го проверува Инспекторат за употреба на јазиците. Првиот податок кој кажува многу за оваа институција е следниот. Според систематизацијата, оваа институција треба да брои 76 вработени. Досегашните директори успеале да се изборат да бидат вработени само 17 лица. Таа бројка е речиси непроменета од основањето во 2021 година. Директорот на инспекторатот Арсим Идризи, кој е кадар на вреди, најавува 70 вработувања, но не веднаш, туку во следните 4 години. Најголем недостиг, вели, има од инспектори. Kam thuajse në çdo sektor mungesë të stafit punonjës. Për secilin sektor kemi bërë një kërkesën tek Ministria e Financave. Presim deri në fund këtij viti të na kthej përgjigjen pozitive të paktën për 3 të punësuar në inspektorat, edhe atë 2 i kemi bërë kërkesën për këshilltar ekonomik, gjithsesi menaxhim dhe kontabilitet, edhe 1 për lektor ose përkthyes të gjuhës shqip maqedonisht ose maqedonisht shqip. Според полугодишните извештаи, институцијата ја завршила 2021 година со 3 инспектори. На крајот на јули годинава, таа бројка стигнала до 8. Со повеќе инспектори се зголемили бројот на надзори, од 12 во второто полугодие на 2021 година на 96 во првото полугодие од годинава. Раст има, но вкупните бројки се уште се скромни, оценуваат од инспекторатот. На прашањето колку од овие надзори на крај завршиле со казни, не добивме директен одговор. Директорот Идризи вели дека нивно е да извршат надзор и ако има прекршување, предметот да го донесат пред суд. Ne nuk jemi inspektorat që shqiptojmë gjova, ne si inspektorat e përgatisim proces verbalin edhe në fund e dorëzojmë në gjykatën themelore të Shkupit. Pastaj, procedurat e mëtejshme janë procedura gjyqësore të cilat ne nuk mundemi me hyrë ato se si dhe sa. Mirë, po në ligjin, kjo është shumë e rëndësishme, në ligjin për përdorimin e gjuhëve, neni 22, potencojnë që çdo institucion i cili nuk e respekton gjuhën, do me thonë ka gjuhë prej 5.000 eurove, nga ato 5.000 euro, 30% dënohet udhëheqësi atij institucioni nëse nuk e ka zbatuar gjuhën. Mirë, po krejt kjo është punë e gjykatës pastaj. Втората институција што се основаше со законот за употреба на јазиците е Агенција за примена на јазикот, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија, што се однесуваат до кадарот и таму не е сјајно. Според систематизацијата, институцијата треба да има 78 вработени, во моментов има 35.
Со оглед на обемот на работа, директорот на агенцијата, Гранит Османи, вели дека не можат да работат како што треба. Nuk mund të funksionojmë pasi që nga numri I përgjithshëm I të punësuarve në sektorin e përkthimit dhe lekturës janë 11 në punës administrativ, ndërsa zgjedhja bën përkthimin dhe lektorimin e një numri të madh të dokumenteve që institucione shtetërore I dërgojnë te ne, ndërsa kapaciteti I personelit është I vogël në krahasim me vëllimin e punës. И Гранит Османи е кадар од коалицијата Вреди, па имајќи предвид дека на директорското место доаѓа како наследник на кадар од Европски фронт, го прашавме што мисли за стражата за јазикот на нивниот политички ривал. Do me thonë të drejtën për protesta e ka çdo individ, çdo subjekt, pavarësisht të gjithave. Mirë po ata kanë pas kohë të mjaftueshme për të rregulluar këto ligje dhe për të tejkaluar problemet të cilat u shfaqen. Protestat e tyre më tepër ishin domethënë si maskot për të mbuluar të metat e tyre, të them. Mos jap drejt të vetes të them edhe mos interesimin një farforme për implementimin dhe zbatimin e gjuhës në mënyrën e merituar, ashtu siç e meriton domethënë gjuha shqipe. Во однос на постапката што ја води Уставниот суд, Османи вели дека тој лично нема законско право да даде мислење или да толкува одлука на уставен, но како прв човек на агенцијата која ги спроведува одредбите на оспорениот закон, вели дека законот има технички недостатоци. Posaçërisht duhet të cek neni 19, paragrafi 1, pika 1, është ku ceket se AZG I del në ndihmë dhe mbështetje institucioneve shtetërore, duke përfshi përkthimin, lektorimin e dokumenteve. Për këtu nuk janë definuar se cilat dokumente, ato ditore, javore, të brendshme, pasi që nëse AZG-ja bën përkthimin ditor, humb vlera e këtij institucioni, do të thonë kthehet në një institucion të si zyre përkthimi. Улогата на опозицијата е да се спротивставува, вели директорот на инспекторатот Арсим Идризи, прашан за стражата пред Уставниот суд. Но апелира да бидат поконкретни и да оперираат со факти. Vetëm 4 muaj ose 5 që jam në udhëheqjen e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, dikon kemi bën mbi 50 inspektime për 4 muaj. Prej atyre 50 inspektimeve, mbi 30% kanë filluar të flasin në gjuhën shqipe konkretisht. Për shembull, këtu nëse ka nevojë mund ta potencoj edhe disa institucione. Për shembull, kemi institucionin për provimet shtetërore. Deri tash kanë qenë vetëm gjuhën maqedone. Me intervenimin ton, me insistimin ton, domethënë ka filluar që tash kandidatët shqiptarë se cilin provim shtetëror munden ta kenë në 2 gjuhë. Pastaj dua ta veçoj institucionin e fondit shëndetësor. Për shembull, aty deri tash jemi dëshmitar gjithë se edhe udhëzimet I kemi pas vetëm në gjuhën maqedone, edhe gjithçka ka qenë vetëm në një gjuhë. Me inspektimin e inspektorëve të inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, do thotë edhe aty ka filluar ndërgjuesia. Edhe këto janë fakte të cilat e kundërshtojnë ata që thotë opozita. Според годишните истражувања на Агенцијата за примена на јазикот, во 2023 година, од примерок од 61 институција, половината ги објавувале актите во службен весник само на македонски јазик. Па се чини, најголемиот предизвик за законот за употреба на јазиците е слабиот капацитет на институциите што треба да гарантираат негова примена. Тоа не е во надлежност на Уставниот суд. Во продолжение на емисијата ве поканувам да го одгледаме новото издание на рубриката Саботажа. Автор е Сречко Поповски. Кумановскиот совет конечно го дочека денот кога градоначалникот одговара на прашање. Ма станува јасно зошто толкова фама се игнорирала и занемарувала, оти наместо суштина. Целата расправа се сведува на гола и лична пресметка меѓу него, председателката на советот и нивните политички соперници.
Значи немојте да ме прекинувате, немојте да ми кажувате да кратам. Тоа можете на вашите членови таму така да ми викате скрати и да не ми се обраќате на тебе мовам. Јас и вие приватно можеме да бидеме најблиски пријателки и сме. И соседки и генераци, ама официјално јас за вас сум вие. Бонтонот налага минимум пристојност и држање до некакви елементарни процедури, кои очигледно сите ги изигруваат. Надмудрувањата околу нив само ја потенцираат поларизацијата. Еве и ја процедурално да помогам. Ама како градоначалник, сега председателка бивша на Совет процедурално, па вие како градоначалник бивш председател на Совет процедурално. До кога процедурално? Да одиме со Елена. Боксерска вреча, вие лупајте ме од сите. Не, вие апсолутно не сте боксерска вреча. И навистина, градоначалникот не излезе дека е тоа за кое самиот претпоставува дека е. Туку го крена гардот и со вешти движења ги избегна нападите. Самиот задавајќи удари кон советниците, и тоа честопати под појасот. Не се сеќавам дека еднаш, бидејќи ги следам будно сите седници, во последните 3 години го видов вашето присуство на седници, а ќе го задолжам и вашиот директор да ми даде евиденција колку пати се имате појавено на работното место. За разлика од омразата во Куманово, во Кавадраци традиционално владее зен атмосфера. Во таков топол амбиент единственото нешто што бере малку ја подкрева тензијата е фристайлот на градоначалникот, кој со советниците си го мери лозјето. Пратите инспекција, видите го моето лозје и видите го негото лозје. Значи, нема стек се гледа. Се гледа млада невеста и стара невеста. Ти секој немаш видено лозе, така да... Ја немам видено лозе. Ја колку ще лозе видено, ти грози немаш издено толку. И не само тоа, туку тој има специфичен коментар за секое прашање упатено кон него. Поистоветувајќи и карактеристиките на политичко-партиските обраќања со оние на некои познати јавни личности. Стилот на прашување ваше на левица е со раскажување како латаски ја водеше вестници. Прашај ми, ти што раскажуваш? И на крајот, наместо да раскажува, тој издава директива. На 25-ти сите патишта мора да водат до Михајлово. За сите советници обезбедам ски, горе-доле знам димензии, за да се пуштиме и ја отвориме стајаста. Тога ќе мора сите да дојдете заедно, ако треба и милом и силом, советниците, да ви искијам и да отвориме стајаста. Токму ова ја прави разликата меѓу едни и други политичари. Некои насила прават се за заедно да се тргне, па макар и најпрво со спуштање низ надолница. Завршуваме. Благодарам за вниманието со кое нас следевте. Се гледаме в понеделник во 20:15 овде на МРТ1. Пријатно!